Донесувањето на свет здраво потомство е идеја и цел на секое здраво општество. Така и со нашето македонско и токму затоа денеска со Фактор здравје повторно ќе дадеме придонес во оваа моја првична констатација. Ви посакувам добре дојде во ова ново продолжение на Фактор здравје, како тема ви нудиме прегледи со ултразвук во бременост. Со кого денеска ќе разговараме и кој ќе гостува во вашите домови, ќе откриете за некоја секунда. Останете со нас. А зборувајќи за денешната тема, гостинката и институцијата на која што таа и припаѓа, ќе ги откриете во продолжение. За почеток првите совети и запознавања кои што се во контекст на нашето мото "Мислете на себе". Денеска ќе зборуваме за крвта, која што е основна течност на секој жив организам, не само на рбетниците, туку и на безрбетниците. Крвта циркулира низ крвните садови и врши транспорт на хранливи материи, екскректи, кислород и јаглерод диоксид од и до клетките. Крвта во крвните садови се наоѓа во течна состојба, а надвор од неа се засирува или коагулира. Лабораторискиот преглед на крвта е еден од најважните показатели за ситуацијата на организмот и укажува на некоја скриена или веќе постоечка болест. Во зависност од телесната тежина, секој човек има од 5 до 8 литра крв и таа ги снабдува внатрешните органи со кислород и хранливи материи. Крвта содржи бели леукоцити, црвени еритроцити и крвни плочки, тромбоцити, кои представуваат одбранбени келии на организмот. Анализата на крвта спаѓа во стандардна процедура на секој преглед и помага при поставување на диагноза. Кај диагностицираните заболувања кај кои лечењето е во тек, анализата на крвта укажува на успешно или неприменета терапија. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Примена на ултразвук во бременост е денешната тема со која што продолжуваме во Фактор здравје. Од една страна да ве запознаеме со новите активности кои што се однесуваат на оваа метода во однос на прегледите, а од друга страна уште еднаш да дадеме придонес и продлабочување и продолжување на нашата соработка на Фактор здравје со приватната болница Плодност од Битола. Од тимот на специјалната болница Плодност од Битола, која што е болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција, денеска на споменатата тема гостува и ќе зборува доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер. Добар ден и добро дојдовте кај нас. Добар ден. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата, за учеството во Фактор здравје, а воедно да и поздравам сите гледачи пред малите екрани. Благодарам во нивно име и драго ми е што за прв пат гостувате во емисијата и верувам дека ќе ви се допадне гостувањето повторно да ни дојдете. Само да споменам дека сите вие кои што сакате да контактирате со болницата Плодност од Битола, тимот од оваа болница секојдневно ви стои на располагање на 047 208 880, како и на нивната страница или нивната електронска адреса на глобалната мрежа, која што гласи www.plodnost.com. Доктор Христовска, кога зборуваме за ултразвукот како начин на прегледи и она што нормално треба да се прави во текот на 40 гестацијски недели, што е значењето или зошто се применува ултразвукот и што е она што е специфично за овие прегледи? По примената на ултразвукот во акушерството многу има придонесено за правилниот раст и развој, односно пратењето на растот и развојот на плодот. Со донесувањето, односно со пронаѓањето на овие прекрасни современи апарати на ултразвук, реал тајм, значи движење во слика и со голема резолуција, возможно плодот да се прати, значи од самото зачнување може да се мери, значи плодот одредени параметри да ги пратиме во плодот, потоа можеме да утврдиме дали тоа право пропорционално се развива плодот, дали се добра циркулацијата во крајните месеци кога правиме ултразвучни прегледи и на тој начин ултразвукот станува една најдобра метода во борбата за здравото потомство. Зошто
во пракса или практично се вршат прегледите со ултразвук и она што е најважно за родилките, кога се почнува, а кога завршуваат овие прегледи? Па многу битно е значи да се утврди првен бременоста. Најчесто кај сите жени кои изостанува менструалниот циклус потребно се направи ултразвучен преглед за да се утврди дали имаме бременост. Многу е битно дали бременоста се наоѓа во матката или имаме бременост која се наоѓа надвор во матката или ван матерична бременост, уште наречена екстраутерина бременост. Откако ќе се направи тој преглед, потребно е значи најбитните други прегледи се скрининзите, сега што алудираме најчесто значи на сите пациенти е пожелно да му кажеме, мораме да ги посоветуваме, но нивно е правото дали ќе го направат тој или не. Но од најновите сознанија и сегде најновите сознанија значи во светот се прават скрининзи во прв триместар, значи потоа скрининг во втор триместар. Во третиот триместар исто така многу битен ултразвучен преглед за да се утврди дали плодот правилно расте, се развива, дали има евентуално заостанување на развојот на плодот. Потоа исто така битно е да се види значи дали кога ќе се прекине бременоста, бидејќи при крајот на бременоста се утврдува дали постелката зрела, дали има плодова вода, значи за точно да се види кога треба се заврши бременоста кај одредени пореметувања, односно аномалии кај плодот, односно интраутерин застој во растот и така. Она што е сигурно актуелно и многу често поставувано како прашање од самите жени кои што доаѓаат кај вас во бодницата плодност е оние кои што планираат мајчинство или концепција, што е она што ги прави различни и како приказ ви дава вас, односно 3D и 4D. Барем така јас знам допираат до мене тие информации. Така, значи со времето, точно, со современата апаратура многу е битно со помош на компјутер се добива таква слика на плодот што е реална, односно се гледа плодот исто како што се наоѓа во матката. Тоа е многу привлечно и за нас како доктори, а исто така и за пациентите. Значи придобивката е во тоа што значи покрај се гледа правилниот раст, развој на плодот, може да се видат и надворешниот изглед на плодот, особено при откривање на аномалиите многу има предонесено. Значи се може многу полесно да се види расцеп на устата, на мекото непце. Потоа на пример кога имаме онфалоцела која е нормално до 12-та гестацијска недела и после може да се повлечи, многу подобро се гледа на тие ултразвучни апарати со 3D и со 4D, но многу битно е да значи за да добиеме таква добра слика, многу е битно значи да добро поставен плодот, значи плодот да биде малце подалеку од матката, подалеку од постелката, да има доволно плодова вода, значи за да добиеме убав прозорец и да може да направиме технички добра слика. Да, мислам задоволството е многу големо, значи од двете страни, како на докториките така и на пациентите, затоа што многу добро се гледа плодот, гледаме како се движи, значи тоа е многу убаво, затоа многу што често се случува, да. И така да кога ќе добиваме добра слика и ние се радуваме исто како и пациентите. Она што сигурно нескромно јас ќе го кажам, најмногу ги радува пред идните родители одредувањето на полот на бебето или нивното потомство, дали ќе биде девојче или момче. Каков е вашиот многу чести прашања кај самите, предизвик е затоа што и многу добро во 4D се гледа многу убави слики имаме точно на значи полот дали е машко или женско. Многу е битно сега и се алудира на тоа со 3D техниката да се усовршува. Мислам и многу повеќе се користи за откривање на аномалии, затоа што се добиваме слики во 3 ранини кои понатам можат компјутерски да се обработуваат и значи може да се утврди многу подобро да се добие дијагноза за одредена аномалија. Но за аномалиите малку подоцна ќе зборуваме, сакам за убавите моменти, она што најчесто при нормална бременост нели се случува при одредувањето на полот или не мора само полот, што е она што вие како слика реалност добивате, рековте дека органите, надворешноста, физичкиот изглед, должината, бидејќи бебето нели не оди, должина тука се пресметува, ширина, граден кош претпоставувам. Да, се гледа значи сето на физичката активност натре, значи на самиот плод во матката може комплетно да ја доловиме и вистина е, мислам, доживување да се заедно со пациентите, значи да ги гледаме тие сите значи промени што ги прави плодот во матката и во сите тие движења. Значи тие имаме флекс екстензија, односно движење на рачињата, па вртење на плодот. Така да, мислам, тоа е прекрасно чувство, а исто така многу придобиваме за дијагноза, за правилна дијагноза на
да речем, на одредени аномали. Пред да ве прашам за аномалиите и тие диагнози кога се утврдуваат, рековте дека од почетокот на бременоста треба да се прават и да се утврди дали веќе одредена некоја жена е бремена, се применува ултразвукот, дали има некои штетни последици, некои контраиндикации кај одредени жени? Многу битно дека со до сегашните искуства кои ги имаме ние, значи ултразвукот не предизвикува никаква штета како на плодот, така и на мајката, па поради тоа може да се прават и покрај овие редовните контроли, значи што треба да се прават, многу често пациентите самоволно сакаат да дојдат да се направат повеќе прегледи на точно на овие споменатите 3D и 4D, за да имат значи видеозаписи. Многу често на нашите пациенти му даваме видеозаписи за да се имат за како растел од почетокот значи на самата бременост па се до крајот на бременоста, значи видеозаписи. Значи многу е битно со ултразвукот да се кажи дека значи ако ќе направиме еден ултразвучен преглед и добиаме добар резултат, не значи дека значи плодот е добар, односно нема одреде дека плодот е здрав. Затоа што многу често во моментот кога се прави ултразвучниот преглед, значи ако се добие ултразвучен наод дека е добар, не значи дека плодот нема одредени пореметувања. Но исто така може да се каже дека пак при ултразвучниот преглед ако се утврди некоја пореметување, не значи дека плодот значи одма можеме да дадеме дијагноза дека има некоја аномалија. Многу често имаме случаи каде што има гранични промени кај вредности, па поради тоа потребно е да се насочи пациентката да дојде повторно на контрола по 2 недели, па ако заприметиме значи состојбата дали е иста, многу е битно значи да видиме дали е иста состојбата, значи како на претходниот ултразвучен преглед, дали имаме прогредирање на ситуацијата или нешто, или значи тој наод да речам што ние го имаме обележено како ненормален, значи може да дојде до повлекување, па некојаш дури се праќаат пациентките на експертски ултразвук за да се утврди значи одредената промена од доктор кој работи нонстоп, значи има поголема фреквенција на пациентки со таква промена. Значи она што го рековте уште еднаш би сакал да го потсетиме или да го апсолвираме дека ако е добро при еден ултразвучен преглед или нешто не е во ред, отстапува од нормалата или од тие граници, не значи дека и до крајот на бременоста секој биде во ред или нема да биде, зависи од секоја пациентка и од секој преглед. И во таа насока ме интересира кога ќе одредите одредена аномалија. Може еден пример да земеме, Даун синдром е она што најчесто нели и прашуваат сигурно пациентките и актуелно е, што ако на еден ултразвучен преглед се одреди или имате индикација, знам дека носната коска е таа што е индикатор за тој синдром, што понатаму? Затоа во првиот триместар го нарекуваме овој скрининг, кој е битен скрининг за хромозомопатии, и на овој преглед потребно значи да се направи детална контрола. Ние мериме нухална транслуценца, кожен набор на вратот, потоа се мери протокот низ дуктус венозус, потоа трикуспидална регургитација, покрај тоа се гледа и носната коска, кој е многу битен параметар. Со ултразвукот негде до кај 70-80% може да се утврди дали има ризика и пациентката за хромозомопати. Но ова е дополнително со биохемискиот скрининг, значи многу поточни резултати се добива, дали тој плод има ризик од хромозомопати или не. Затоа се прави, значи после ултразвучниот преглед, ние на сите пациенти ги советуваме да направи биохемиски скрининг. Значи секоја пациентка не е задолжителна да го направи тоа, но ние како лекари и доктори мора да ги советуваме, значи да се ако имаат можност да го направат, затоа што е многу битно за понатаму да се донесе здраво потомство. Со биохемискиот скрининг точноста значи негде до кај 90%, но ако се земат имаме посебни софтвери кои се значи во тие се пресметува и староста на мајката, дали пуши, дали е забременето со инвитро или спонтано, дали претходно имале одредени значи дете со аномалии. Значи, потоа и покрај сите овие параметри, покрај параметрите од ултразвукот и биохемискиот скрининг, се добива една табела, односно точна пресметка за ризикот на пациентката од тие хромозомопати. Тие се поделени на висок ризик и низок ризик. Што е битно да се каже ова, дека пациентите што имаат висок ризик, околу 80% од тие пациентки ќе имаат пореметување, односно хромозомопати. А оние што се со среден ризик, околу 15% кај тие пациенти ќе има значи хромозомопати,
а оние каде што имаме добиено низок ризик, значи комплетно не можеме да исклучиме дека таа пациентка нема да има проблеми, значи кај нив се јавува до 5% може да се јави одредена хромозомопатија. Значи затоа можеме да кажеме дека 100% ништо не е сигурно, но во секој случај во голем број процент до 90% со сите овие параметри, значи може да се детектираат хромозомопатиите. Можам да кажам и големо задоволство ми е, значи од сите тие што се сертифицирани доктори за правење на скрининг во прв триместар од школата на Николоидес во Лондон, ако се од 5 души, значи имаме сертификати во Македонија, тројца се од нашата болница. Да. И многу ми е голема чест и задоволство, затоа ги поканувам сите пациентки, значи да не се думаат, значи воопшто не треба да се размислува за правењето на скрининзите, затоа што е многу голема придобивка. Ако размислуваме понатаму со какви проблеми, можеме да се судриме во понатамошниот тек на животот. Благодарам за овој прв дел од разговорот, а веќе во вториот ги очекуваме и вашите јавувања на тема ултразвучен преглед во бременост и примена на оваа метода. Повелете, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани, но со мало трпение, бидејќи треба да ги погледнеме и вториот блок реклами. Како тема ви ја нудиме прегледи со ултразвук во бременоста, тема која што ја доближуваме до вас преку гостувањето на доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство Плодност од Битола и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. И кога веќе ја споменувам болницата Плодност од Битола, потсетување дека на plodnost.com.mk исто така можете да се информирате за сите активности таму, да закажете преглед и да се консултирате за се што не ви е јасно, а личниот контакт и преглед исто така можете да го остварите преку 047 208 880. Знаете дека и ние ви нудиме можност директно да поставите прашање во Фактор Здравје на еден од двата понудени броеви 691924 и 691925. Кога зборуваме за ултразвукот како метода или алатка со која што превенирате пред си откривате, диагностицирате одредени малформации или отстапувања, кога конкретно во првиот триместар се случуваат тие прегледи и што се случува во тој триместар, практично во првите 3 месеца, но да го слушнеме првото јавување може, па ќе продолжиме со одговорот на моето прашање. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, господине, добродојдени сте во Фактор Здравје. Пред се голем поздрав до докторката, која е одличен професионалец, бидејќи се познава. Но прашањето моје е до кога е најдобро, до која статиска недела е најдобро да се изврши скринингот? Благодарам за вашето прашање. Значи, напоменавме претходно дека има два скрининзи. Првиот скрининг е од 11-та гестацијска недела до 13-та гестацијска недела и 6 дена, а вториот скрининг е од 20-та гестацијска недела до 22-та гестацијска недела и уште еден фетален ехо скрининг кој се прави и пожелно да се направи од 22-та до 24-та гестацијска недела. Значи, зошто е битно? Значи, од 11-та гестацијска недела до 13-та гестацијска недела 6 дена, значи првиот скрининг затоа што се одредени овие параметри, значи не само големината на нухалната транслуценца, има одредени параметри кои се стандарди во тој период и на тој начин може да испоредуваме дали имаме отстапување или не. И на протокол на дуктус венозус и значи трикуспидалната регургитација не спеѓа тука, но значи заради тоа и должината на носната коска веќе дали ја има или нема и кокавите е многу битна да се одреди во тој скрининг. Потоа значи во овој скрининг, значи во првиот триместар не само што се добива, значи се прави скрининг за хромозомски, значи вакви отстапувања, туку е битно ради тоа што се откриваат мајорни аномалии на плодот. Затоа што во текот на тој скрининг се гледа и главата, се гледа срцето, поставено се дури со вагинална сонда може да се види поделеноста на лево десно срце, излежиштето на крвните садови, на која страна е значи исто така поставено срцето, се гледаат бубрезите, се гледа предниот абдоминален зид, дали во папчаникот има 3 крвни садови, дали е добро развиен значи рабетниот мозок, рачињата и ноџињата, дури се значи се бројат и прстите, така да добиваме веќе со овие нови ултразвучни апарати се добива една комплетна слика и уште на почеток може да се отстранат овие, да се заприметат мајорните деформитети и на тој начин да може ако бременоста значи не спојува си живот понатаму да се направи значи абортус, значи со индикација ради значи до тој период кога веќе се прават абортусите. Што е со вториот и третиот триместар?
Се многу битен исто така е вториот триместар, скринингот во вториот триместар, ради тоа што веќе се прави тука скрининг детален на сите органи по системи. Веќе во овој период се развиени органите, така детално се мери, значи ако започнеме со главата, бипариеталниот промер се мери, значи дали е тој одговара на неделите или не, односно на гестациската недела, потоа дали се вентрикулите со одредена големина што одговара за тој период, гледаме кавум септум пелуцидум дали има, дали таламусите се симетрично поставени, задната лобенска јама, потоа се мери и мозокот, затоа што тој корелира со гестациската недела на плодот, дали евентуално имаме проширување на трета, четврта комора, потоа се добива комплетен преглед се прави и на лицето, се гледат очите, дали имаме лејки, значи, дали се присутни лејките, потоа се гледа носната коска, нос исто така, дали може да се заприметат аномали, дали имаме на мекото, тврдото непце, потоа се гледа срцето, веќе во овој период треба да гледаме лево десно срце, дали има пореметувања во интератриалниот или интервентрикуларниот септум, односно септумите преградата на предкоморите и коморите, потоа се гледа желудникот, дигестивниот тракт, дали имаме некои пореметувања, ако имаме атрези или стенози, ќе имаме пореметувања, нема да добиеме нормално ултразвучна слика, потоа се гледа работниот мозок дали е правилно развиен, дали се бубрезите, бешиката, затоа што веќе плодот сам си создава мокрача во овој период, односно амнионската течност веќе во најголем процент е создаден од самата продукција на мокрача на бубрезите на плодот. Така да се гледат исто така се мера долгите коски, битно, хумерусо, затоа што знаеме дека при одредени синдроми, имаме отстапување од нормалата, например кај Даун можеме да кажеме дека имаме намалување на коските на хумерусот и на фемурот, на подолгите коски и исто така се гледа, и можеме да уживаме во движењето и сите оние мимики кои ги прави плодот, затоа што веќе почнува да се развива од 20-та гестацијска недела па натаму се развива и мозокот, па се до 5-та гестацијска недела и веќе ги става под контрола одредени функции. Имам видено, само малку сакам да се надоврзам, ваши колеги кои што работат и прегледуваат со ултразвук, малце ќе го промрдаат стомакот на идната родилка и ќе се промрда и бебето, нели внатре. Дали вие кога сакате нешто да смените или да видите друга перспектива? Кога сакаме да добиеме добра слика, за да видиме лицето, многу често сите се користиме со тие методи и така да ги го развижуваме и бебето, па на тој начин може да направиме добра видеоснимка и за родителите. И така, после овој детален скрининг, затоа што сите органи веќе анатомски се оформени и може да се каже веќе дека имаме во развојот на анатомијата на органите, може да се рече дека делумно плодот е здрав. 100% никош не можеме со ултразвук да тврдиме дека плодот е здрав и комплетно здрав, но веќе анатомски по градбата на сите органите може да кажеме дека ултразвучното е добро. Но битно да се каже дека со ултразвук одредени пореметувања не може да се видат како што е церебрална парализа или аутизам, тие не може да се детектираат. Срцевите аномалии негде до кај 50%, диафрагмалните хернии некои пошто имаме подвидови, тие не може негде до кај 60% да се детектираат, затоа е потребно, покрај овие скринизите, ние алудираме да се прават скринизи во текот на бременоста, но многу е битно и понатаму да се прати бременоста, затоа што во понатамошниот период се гледа дали плодот правилно расте, се развива, затоа што имаме кај одредени пациентки интраутерин застој во растот на плодот, па многу е битно да се прави, тогаш се прават и почесто ултразвучни прегледи, се дават одредени совети, тогаш многу битно со помош на ултразвукот може да се утврди точно кога треба се прекине бременоста, да биде заштитена и мајката, да речем, и да има точно плодот секој ден за животот на плодот, за да биде способен за живот понатаму е многу битен. Она границата со помош на ултразвучниот доплер многу често може да се одреди точно моментот кога треба да се изврши породувањето, во користи за мајката и за
бебето. Рековте дека одредени аномалии не може да се откријат со ултразвукот, како алатка не ги дава тие резултати кои што се очекувани и сакате. Што предлагате кај тие идни родилки? Што како процедури и алатки ви стојат на располагање? Значи понатаму затоа, кога ќе имаме одредено стапување, ние на сите жени после 35-та година, амниоцентезата сепак останува еден златен стандард во диагностицирањето на одредени, кариомисамови хромозомопати, затоа што на ултразвук се не може да се види и затоа, обично правиме рана амниоцентеза после 16-та гестацијска недела, му кажуваме на ризиците на мајката за постапката, кои следат од постапката на амниоцентезата. Може и кратко да објасните уште еднаш дека самата точно со амниоцентезата, тоа е една постапка каде што со помош на ултразвук се зема дел од плодовата вода, од плодовата вода и тука се испитуваат многу често во плодовата вода имаме клетки од фетусо кои понатаму се испитуваат и се добива кариотип и со точност може да се каже дали кај плодот има одредени хромозомопати или не. Да го слушнеме следното јавување и ќе се вратиме или ќе продолжиме со она што го зборувавме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господи, од каде ни се јавувате? Од Скопје. Добро, поставете го прашањето. Вака ме интересира, имам бремена, веќе сум 9-та недела, а имам циста на левиот јаник. Дали цистата би пречела на бременоста? Дали ва доволно за одговор или ви треба уште нешто? Благодарам за јавувањето. Многу често, битно исто така колкава е голема цистата, но многу често во текот откако ќе се открие бременоста имаме корпус лутеум, што ја поддржува бременоста и многу често се меша со циста. Корпус лутеум треба да го има во тој период, ја поддржува бременоста и не е ништо страшно, мада сме имале случаеви каде што и кај пациентките имаме бремено со циста, доколку не прави цистата никакви проблеми во текот на бременоста, затоа што знаеме дека со движењето на плодот, без разлика или движењето на мајката, некојаш може да се придвижи самата циста, па да стане увртување на цистата. Ради тоа увртување може да се јават силни болки кај мајката и само во тие ситуации се интервенира. Сме имале таков случај со циста, во подмината во 22 гестацијска недела, бремено со циста која турквирала, па можеме да се пофалиме дека лапароскопски ја решивме цистата и пациентката си ја донесе бременоста, се породи кај нас и воедно ја поздравувам и така сите среќни, бевме на крајот од бременоста таа си ја доноси и имаше супер плод, здрав жив, без никакви последици, никакви проблеми. Да, уште еднаш јас да потсетам дека со доктор Марија Христовска, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, денеска зборуваме на тема примена на ултразвук во бременоста и уште малку имате време доколку сакате да не поздравите, да кажете некој лично искуство или поставите прашање, слободно сторете го тоа на еден од двата понудени телефонски броеви, а сакам да потсетам дека сите јавни и приватни здравствени установи од државава добродојдени се на 3236601, телефонскиот број кој што ви овозможува почнување и продлабочување на заедничка идна соработка со нас во Фактор здравје. Ја споменавте амниоцентезата, еден од начините за откривање на одредени хромозомопатии, како што рековте, но што е со случаите, бидејќи вие главно ги решавате неплодните парови, кои со оглед на тежината на проблемот дошле до бременост, од друга страна имате контраиндикација или инициранице со годишна возраст, што во тие случаи препорачувате? Сепак изборот е на пациентката, но каков баланс правите? Што вие препорачувате како специјалист гинеколог? Многу е битно точно на пациентката да му се укажат на сите можности, нејзин е изборот дали ќе направи одредена интервенција или одредено ќе прифати да направи скрининг и во прв триместар и биохемиски скрининг или амниоцентеза. Знаеме дека со патот за да се добие дете преку ИВФ поставката е многу тежок. Пациентите поминуваат низ еден многу тежок период. Ние сме цело време со нив и знаеме ни се како поминуваат. Среќата е нивна голема кога ќе се зачне плодот и нормално тоа е многу сакано бебе и стравот да не се изгуби тоа бебе е огромен. Но затоа се можеме да кажеме дека со појавата на овие неинвазивни методи, со испитување на фетилна ДНК од крвта на мајката, може со 99%, барем така
дистрибутерите кажуваат дека тоа е точно и вистина имаме искуство и со тоа дека значи до 99% точноста за откривање на хромозомопати лажно позитивни се 0,1. Но во секој случај кога се добива наод на одредени дека имаме одредена хромозомопатија, повторно ние советуваме да се направи амниоцентеза, значи амниоцентезата затоа ја нарекуваме еден златен стандард во диагнозата на сите овие хромозомопати. Да, ова намерно ве прашав бидејќи според статистиката па голем е процент на спонтани абортуси, не дај Боже да настанат после таа амниоцентеза. Да, точно мора да се укаже, но ние како лекари сме должни да објасниме за ризикот, кои значи ако ако утврдиме со ултразвукот одредени отстапување од нормалата, значи ние мора да кажеме сите ризици и сите постапки, патот на пациентката мора да се покаже, значи се што може да се направи за да пациентката добие значи здраво потомство. Изборот секако е на пациентката дали ќе се служи да направи амниоцентеза или не. Мораме да кажеме исто така од компликациите, да ги објасниме дека може да се јави спонтан абортус, прскање на плодовата, значи овојците да прскат па се јави спонтан абортус, може да се добие одредени хематоми како на зидот на матката, пак и на предниот абдоминален зид кај мајката. Исто така може и при амниоцентезата се повредат и некои крвни садови на плодот. Сето тоа е ризик и ние мора да му објасниме на мајката, значи што ќе направи, како ќе постапи, тоа е нејзино право. Да. И на крајот пријателици за благодарам. Дали имате уште нешто што сакате како порака, совет некој да упатите до идните мајки или до оние кои што веќе чекаат потомство? Еден апел до сите, значи идни мајки, значи да идат редовно на контрола, многу се битни овие ултразвучни прегледи да се прават редовно, затоа што може многу навреме да се открие одредена аномалија и со одредени диагностички постапки да се утврди дали имаме одредено пореметување или не, и со правилната контрола, значи тие се многу голема придобивка за добивање на здраво потомство. Секако и жените кои што веќе завршиле со репродуктивниот период треба да многу продолжат потребно, точно. Значи редовни контроли, ултразвучни контроли потребно е секоја жена да прави и после пораѓањето, обично кај спонтано породените жени, значи ние ги викаме на контрола после 6 недели, а после царски рез после 3 недели. Без разлика еднаш годишно секоја жена треба да направи еден ултразвук, значи вагинален преглед и ПАП. Да, многу ви благодарам за гостувањето во Фактор здравје. Среќен пат до Битола и поздрав нормално до тимот на Плодност. До тимот на вашата телевизија и благодарност до сите пациенти и се надевам дека ќе бидат дека ќе си прават редовни ултразвучни прегледи и на тој начин ќе имат голема придобивка за нив и за нивното здраво потомство. Благодарам уште еднаш со доктор Марија Христовска. Денеска се дружевме, а сите вие кои што имате прашања, слободно обратете се до Плодност во Битола. Поздрав и секој добро.